Добро вечер на сите. Тема на... Јас повторно со вас, во улога на модератор. Тема на вечерашната дебата е за овие врели скопски денови многу интересна, тоа е реката Радика и се она што се случува во еден од најубавите региони на Македонија, односно идеите на владата да и борбата на луѓето од Дебар, од Река, дел од граѓаните на Пешкопеја и на огромен број еколози и еколошки активисти од Македонија да се успее да се спречи изградбата на новиот хидросистем Луково поле. Јас пред да ви објаснам на кратко зашто таму се работи, значи како тоа изгледа од прилике, каде тоа се наоѓа, само сакам да ги најавам денешните гости, кои што со вас ќе ги споделат своите ставови вечерва. Тоа е господинот Адем Сулејмановски, ликовен уметник од Ростеше и активист за подобра животна средина, меѓутоа и други прашања. Човек кој што се бори повеќе од 10-15 години, не знам колку, за сопствениот регион, за селата од кои што потекнува и каде што живее, кои што имаат безбројни ресурси да станат едно пристојно место за живење. Потоа госпогица Даниела Јовановска од програмата Синото срце на Европа, која што се бави со заштита на водените токови, особено на оние чисти реки на кои што им престојат разни опасности од брани, од езера, од ставање во цевки и цевководи и уништување на самите реки, на живиот свет во нив, меѓутоа и на оној цел жив свет кој што функционира, целиот екосистем кој што функционира околу тие речни токови. И Гоце Љубиновски, граѓански активист од Дебар, дебарчанец, роден и живее покрај Дебарското езеро. Инаку дебарчани се всушност едни од најзагрозените и најзагрижените всушност и најпосветените во таа борба за заштита на реката Радика. Затоа што она што е многу битно е дека Дебарското езеро зима вода и се полни со вода од Дрим и од Радика. Дрим после струга ги прима сите отпадни води од Охридски, од струга, од колекторскиот систем и е релативно загаден. Меѓутоа прочистувањето практично на Дебарското езеро, за да тоа може да биде корисно барем за рекреација, за бањење, за се, меѓутоа и еден резервар на вода, е таа чиста вода која што го подобрува значително квалитетот на Дебарско езеро, доаѓа од Радика. Пред да започнеме со дебата, за сите оние што не знаат, Луково поле е проект кој што е стар повеќе од 70 години. Тоа е идеја од доцните 30 години, 37, 38, 39 во кралството на Србите, кралство Југославија во тоа време, кога требало да се прават електрификации. Тоа е дел од Мавровскиот хидросистем, значи долу е Мавровското езеро, на кое што го знаете, а горе во планините под Кораб, во непосредна близина на географската карта на тромеѓата Косово, Албанија и Македонија, има една долина, релативно рамна меѓу планини, едно поле, затоа се вика поле, тоа е Луково поле, и тука постои идеја, таму е горното течение на Радика, кој што и ден денеска е делумно зафаќа вода, и онаа вода кој од вас одел во Маврово, под поштата кај браната што влегува во езерото, таа вода е од горното течение на Радика. Практично еден голем дел од водата и ден денеска се зафаќа и се носи во Мавровската акумулација, меѓутоа не постои ништо освен еден водозафат, многу прост, не постои брана, не постои ништо, постои една решетка, каде што одредена количина на вода проаѓа во некои периоди на годината, скоро целата вода оди во Мавровско езеро, меѓутоа тоа е 1 до 2 месеци во годината, максимум 3, другите 9 месеци, големи количини на вода претекуваат преку тој водозафат, нели, и одат надолу по реката Радика, која што освен од тој дел, од тој извор се снабдува и од други притоки во светогорно течение. Инаку такво нешто е направено 50-тите години, ако некој го интересира од вас да види, направено е на Аџина река, која што била една пристојна голема река и била лева притока на Радика, таа целата е земена и ставена во цевки и таму имаме сега едно мртво големо корито. И прво прашање ми е до
до Даниела. 30-те години е правена идејата, во принцип тогаш не постоела некаква во таа Југославија, сигурно, меѓутоа и во европски рамки голема еколошка свест. Така да најверојатно не се грижеле за заштитени видови и по она, значи, што го знаеме, оние заштитени врсти кои што се денес и гордост и реткост, живееле и на водно и на Скопска Црна Гора, од дивокози, рисови и се друго, меѓутоа денеска се сменети состојбите, а ние се држиме до планови стари 70 на години. Што се може да се случи ако тоа таму почне да се гради? Па вака, може први накратко нешто за Националниот парк Маврово. Точно како што кажа, ова иницијатива за изградба на хидросистемот Луково поле и Бошков мост е дел од некогашната голема замисла во која што бил вклучен и хидросистемот Маврово, кој што денеска постои и е изграден во 50-тите. 56-та, мислам дека почната изградбата. Меѓутоа да, ова иницијатива е од многу одамна и тогаш за жал се правиле вакви потези во другите национални паркови. Меѓутоа денеска работите се малку сменети, тоест многу сменети. И јас не верувам дека ќе слушнете дека некаде во светот во национален парк се имплементираат инфраструктурни проекти од ваков голем карактер како што се например големи и па вклучително дури мали хидроелектрани. Инаку Националниот парк Маврово е еден од најстарите во Европа, воспоставен втор по старост во Македонија, воспоставен во 56-та година, ако не се лажам, и тоа токму поради исклучителните вредности и исклучителната убавина на шумите околу буковојловите шуми околу Мавровското поле, кои што Мавровското поле подоцна било поплавено со цел изградба на хидросистемот Маврово. Хидросистемот Маврово, како што и оттогаш површината на паркот, границите на паркот се проширени повеќе пати. Денеска паркот се протега на површина од над 70.000 хектари. Инаку е исклучително значајно подрачје, нели не залудно е прогласен за национален парк. Всушност, Националниот парк Маврово е дом на голем број на крупни зверови, меѓу кои што мечката, волкот, лисицата и секако тука и балканскиот рис, кој што има особено мала популација и е исклучително значаен вид. Секако во Националниот парк Маврово имате пространи шуми и алпски пасишта. Покрај тоа Националниот парк Маврово е и значајно растително подрачје, значајно подрачје за птици и представува исто така и подрачје, идентификувано е како подрачје кое што треба со влезот на Македонија во Европска Унија да се идентификува и како да биде Натура 2000 подрачје. Кажи ми, извини, што е поопасно? Периодот за време на изградбата на браната или она кој ќе се направи езерото за паркот? Затоа што баш скоро читав, имаше и голема репортажа на National Geographic за некој езеро на Нил, кој што овие Етиопија сака да го прави и сега не викаат експертите, езерото не е толку страшно, ама тоа ќе се полни 6 години, во тие 6 години се подолу од езерото ќе преживее еколошка катастрофа. Така да ме интересира тој момент, многу малку го разгледуваме. Добро, најпрвин с размерот на еколошката катастрофа ќе зависи од самиот тип на проект. Збориме за овој проект 74 метарска брана. Кај нас генерално, значи сега во Националниот парк Маврово, сакав да се надоврзам, се планира изградба на два големи хидроенергетски проекти, две хидроцентрали, од кои што едната е Луково поле, како што веќе ја спомна, а другата е Бошков мост. Со изградбата на двете хидроцентрали всушност ќе бидат афектирани или под негативно влијание ќе бидат околу 4400 хектари на површина во Националниот парк Маврово. Дали самиот процес на изградба или функционирањето на градбата е полош, долгорочно може би функционирањето, меѓутоа краткорочно процесот на изградба на вакви големи инфраструктурни проекти всушност може навистина да биде да кажеме девастирачки, земајќи предвид дека кога зборуваме за изградба на хидроцентрала, тоа не е толку едноставно како само да ставите брана од 60 на 50 на метри и да ја наполните со вода.
туку тука влегуваат и пристапни патишта, влегуваат далеководи, влегува минирање, влегува земање на градежен материјал од некаде, најчесто во близина, имајќи предвид дека станува збор за тешко достапни делови. Тука веќе можете да замислите како би изгледало ако во националниот парк едно 10 години се претвори во едно градежно земјиште. Сите знаеме колку е бучно и колку прав и врева се крева околу изградба на, не знам, една зграда. Замислете што значи изградба на хидроцентрала. Да, тоа баш ми беше што се ќе заврши меѓу другото под тркалата на камионите. Океј. Гоце. Приказната за Луково поле е спорна и од една друга точка. За таа изградба, јас, за разлика од Бошков мост, затоа што зима од едно место за да прати на друго. Отприлике, за публиката да ја објасниме, тоа е како да го земете Вардар, кај Зелениково, и да го испратите у Врање. Така? Може околу тоа малку да им објасните на луѓето? Добро, ќе кажам ја како дебарчанец, значи ние не можеме да се пофалиме со никакви земјоделски површини, како што може да се пофали Струмица, Пелагонија или Полог. Исто така не можеме да се пофалиме ни со фабрики или во нашиот крај со некоја индустрија, меѓутоа може да се пофалиме со природни богатства. Со право можам да кажам дека имаме најчистата река во регионот Радика, највисоката планина Кораб и најлековитите дебарски бањи, баниште и косоврасти. Овие три работи за нас живо значат и ќе биде од голема трагедија за градот и за регионот, доколку реката Радика се пренасочи и од нејзиното корито кое што течела со векови и се пренасочи во Мавровското езеро. Значи, како што кажа претходно, акумулацијата Луково поле е точно кај изворите на реката Радика и Корабските води, каде што ќе се прави таа акумулација на тромеѓето меѓу Македонија, Косово и Албанија. И понатака тука треба да се направи браната, акумулацијата и понатака тие води што се од реката Радика да се пренасочат во Мавровското езеро и фактички да се смени и сливот, значи од сливното подрачје на Јадранско море да се пренасочи накај Егејското море. Тоа за нас представува една катастрофа, како еколошка, така и туристичка и со огромни последици. Ќе кажам дека како прво реката Радика е река која што има вода од прва категорија, тоест вода за пиење. Дебар како општина и со населените места, таа река може да ја користи и како алтернатива на вода за пиење. Досега користиме вода од изворите од Росоки, меѓутоа доколку дојде до некои последици со водата од Росоки, водата од Радика може да се користи како алтернатива за вода за пиење за граѓаните на градот и на општината Дебар и регионот. Така да ние со тоа ја губиме и таа вода за пиење. Понатака, со пренасочувањето на реката Радика во Мавровското езеро се губи надалеку познатата Радичка клисура, каде што и прекрасниот Бигорски манастир, каде што е мета за голем број туристи како од Македонија, така и од странство, кои што со во вид на кампери, на екологисти, на различен начин ја посетуваат таа клисура. Само една надополна. Полевака. Повозрасен малку од тебе. 1980 година постои иницијатива. 1980 година мислам дека Охрид е прогласен за град на УНЕСКО и Охридското езеро. Инаку на Македонија е понудено на Југославија тогаш да бира дали клисурата на Радика или Охридско езеро. Така. Да биде ставено под заштита на УНЕСКО. Криво ли вие тогаш што луѓето од Дебар и од тој крај не се бунеле малку? Многу лесно го имаат прифатено, колку што знам, од извори кои се состанати пишани и рекле добро, Охрид е поголем град, па нека биде Охрид. И Охридско, а ова не мора. Национален парк е доволно е. Како што сум запознат од постарите, тоа било на времето политичка одлука, така да не се мешаме тука, меѓутоа криво ние секако бидејќи доколку Радика денес беше дел од УНЕСКО, немаше да се прави и ова девијација и пренасочување на водите кон Мавровското езеро. Фала, ќе збориме после за односот на Дебарчани. Адем, вие сте од река
и вие таму се нарекувате реканци. Сега ако се направи, што ќе бидете вие? Суводолци, мочуриштанци? Каков е ставот на луѓето? Мислам, идентитетот, имаме држава која што паѓаме сите унесва за македонскиот идентитет, а свесно убиваме идентитет на една географска група, да речеме субетничка, на македонскиот народ, кој што живее во реканскиот регион, кој што се вика реканци, кои што гравитираат и се врзани со реката, и сега може да се случи да останете без река. Па види вака, ние се нарекуваме реканци покрај реката Радика. Со изградбата на Луково поле, ова ќе биде втор пат реканскиот крај да биде оштетен. Првиот пат 57 година кога се изгради Мавроското езеро, околу половина од течението на Радика беше пренасочено во Мавроско езеро. Сега со новиот проект барем уште 25%. И другата половина. Да. И ние уместо реканци може слободно да наречете жабари. Затоа што пред 15 години италијанската влада додели околу 6 милиони евра за изградба на колекторски станици, што ден денеска никој не знае кај се тие. Тоа не се 60.000 марки, евра или милион, тоа се 6 милиони евра, што никој не одговара и цела канализација е во Радика. И замислете сега уште 25% од течението ако се одземе, тоа ќе биде еден жабарник и ќе смрди, пошто сите фекалии од реканскиот регион ќе бидат пренасочени во Радика. Така. Земам едно друго прашање до вас. Како уметник, минатата година направивте еден ленд-арт кој што го биде цела Европа. Тоа беше еден, сега не можам да ви опишам овдека, Адем направи еден гигантски костур од риба, од камења. Која беше пораката на тоа и колку успеа? Пошто реканската диаспора организираше протести во Мештре, а амбасадата наша, односно представништвото, немаше слух да ги слушне. После имавме во Скопје еден протест и тука ништо не се слуши. После тоа следува неколку разговори со Елем, директорот доаѓаше со населението да објасни колку ние ќе имаме корист од тоа, а никој не го слушаше и тоа заврши негативно, а знаејќи владава наша се понаша како дете, јас како ликовен уметник, како педагог, сакав да ги споредам владава и децава. Требаше нешто сликовито да им објасниме за да сватат што значи тоа за реканскиот регион. Така се одлучивме ние да направиме еден костур од камен, околу 17 метри кошташе, беше во должина и 2 кубика камен потрошивме за тоа. Тоа беше една силна порака што ќе се случи со река, со Радика, со Радичката пастрамка и општо со реканскиот регион. Со народот. Да. Нека ќе остане костур, инако тоа е нас слика на настанот денешен на Facebook некој ако ја видел. Гоце и Даниела, до вас едно прашање, па може да си го поделите. Од првиот настан, освен првата онлайн кампања започна 2012, така, кога почна да се зборува. Меѓутоа, ланската година бевме сведоци на многу активности, практично цела 2014 година, од почетокот, некаде тоа беше јануар-февруар, знам дека протестот во Скопје беше на 15 февруари, дека ми е роден ден, по тоа памтам. А пред тоа неколку недели имаше голем протест во Мештре. Што се деси, што се направи за да се... Имам чувство дека сите тие работи кои што се правеа, кои што ги правевме, дадоа некаков резултат на некакво, може би не прекинување, меѓутоа укочување. Во тој контекст е и петицијата, за неколку петиции, за кои што Даниела може да ни објасни можда повеќе, и сите други настани кои што се правеа и во Скопје и во Девар, меѓутоа и овој пат диаспората многу помогна. Вака. Да, ова нашата активност, ова кампања да го сочувам на синото срце на Европа, вклучувајќи ги посебно сме концентрирани на Луково поле и Бошков мост, е започната некаде 2012 година. И од тогаш цело време секогаш нагласуваме дека да, за развој, меѓутоа не во национални паркови
И некако ова порака успеавме да ја испратиме во многу насоки и на многу начини. Еден од начините беше декларацијата за поддршка на Националниот парк Маврово, која што беше подпишана од над 100 научници низ целиот свет. И втората поголема петиција беше и петицијата за спас на Балканскиот рис, која што беше подпишана од над 100.000 луѓе исто така ширум светот, исто така беше доставена секако до нашата влада. И дополнително како единствен успех всушност кој што сме го имале во овие 2 години, 3 години, е тоа што иницијално во проектот Луково поле требаше да биде вклучена и реката Длабока река, долината на Длабока река, за да подоцна таму беше направен увид од стручна комисија од Европа и утврдија дека долината на Длабока река всушност поради действената букова шума која што ја има во долината заслужува да биде излистана на листата на светското наследство на УНЕСКО, така што иако официјално не од оваа причина, меѓутоа сепак Светска банка инзистираше долината на Длабока река да биде исклучена од проектот Луково поле. Така, имаше една студија, втора студија, трета студија. Европска банка за обнова и развој побара најнова некоја студија да се направи сега, затоа што првите две беа премногу диригентски нарачани од страна или нешто такво. Претходните првичните студии за оцена на влијание врз животната средина секако има недостатоци, затоа што и разбирливо дека два големи инфраструктурни проекти ќе имаат влијание врз животната средина, особено во национален парк. Во моментот се прават дополнителни студии во неколку насоки за неколку предмети. Европска банка за обнова и развој се уште чека во однос на оној инвестицијски оддел, сето дека не бидат завршени сите неопходни дополнителни студии и секако додека финално не ги добиеме препораките од Бернската конвенција. Значи ли дека преку ноќ не може да ни се случи нешто таму да се направи? Преку ноќ не би требало никако. Не би требало или не би можело? Мислам, не би можело, да. Не би можело преку ноќ, пошто сме сведоци на споменици на такви работи, па зошто да не и брана преку ноќ? Не би можело брана преку ноќ. Во 4 сабајле ќе дојдат, ќе наместат. Преку многу ноќи. Добро, јас колку што знам, венецот на браната во Леуново го дигнаа преку ноќ буквално за 4 метри. Венецот на таа брана, за да можеме тоа беше пред 2012 практично, пред да почнат сите овие активности. Гоце, во Тебар имавте акција крв даваме, вода не даваме. Значи, тоа беше дел од сите активности што ги правевме. Значи, најпрво почнавме со информативни средби со мештаните од Река и граѓаните од општината Девар, да ги информираме кои се штетните последици и штетните влијанија од овој проект. Исто така со информативни флаери по шоврешабните од автомобилите ги информиравме гостите и туристите што доаѓаат кои се исто така штетите кои ќе го предизвикаат проектот Луково поле. Направивме 8 километарски протестен марш против изградбата на електросистемот Луково поле до местноста Луково поле, каде што имавме и полициски придружби и многу други непријатни настани. Исто така направивме и во крајот на месец август направивме и крводарителска акција под мотото крв даваме, радика не ја даваме, каде што собравме неколку стотици плазми на крв од страна на граѓаните на Девар и на Река. Бидејќи со тоа сакаме да кажеме дека ние сме за да спасиме многу животи со крв, меѓутоа немојте да ни ја чепкате водата, бидејќи таа ни е срцето и душата на регионот. Што се однесува до другите акции, исто така имаме и соработка со општина Пешкопеја, која што е соседна општина на Девар во Република Албанија, и од таму и од екологистите од нивна страна имаме поддршка и имаме огромна поддршка од жителите на Девар и Река. Ова прилика тука сакам да ставам до знаење дека малце послаба поддршка имаме од селата кои што се иселени, што значи дека моментално обстојуваат само некои викендички таму, од реканскиот крај, од
Лазарополе, Галичник, Селце, Тресонче, Росоки, Гари, Осој и уште неколку други населени места, каде што упатувам апел до местните заедници од тие села да им се придружат во ова наша борба и со цел да ја зачуваме реката Радика. Не знам, бидејќи тие не се активни моментално сега, се надевам дека во иднина преку лобирање и застапување од нивна страна да што повеќе да ни дадат ветар во грб за Така, ти ова од акција. Тресонче посебно, ако не ви дадат подршка, они ќе мораат со гњурачки оддела најверојатно да во своите куќи, Да, ако се да, направи тие се директно ако се инволвирани. направи Бошков мост. Тие Браната. се директно До кај е инволвирани. тоа? Ова е Луково поле релативно сигурно дека не може да се направи преку ноќ. Пари нема. Даниела, што се случува со Бошков мост? Премногу, мислам, генерално големо влијание се дава на Јас ги Луково зборувам поле. двата проекти паралелно, кога зборувам Европска банка за обнова и развој која кажува преска, всушност мислев на проектот Бошков мост, затоа што тој е финансиран со средства од Европска банка за обнова и развој, додека проектот Луково поле инвестицијата паѓа на Светска банка. Бошков мост исто така фронтот е нели на двете места подеднакво. Имаме поддршка и од луѓето таму делумно, од Осој особено. И тоа исто така Така. Од 2012 мислам дека Гоце, ова е прашање за тебе и за тебе, Адем. Македонското и албанското знаме прв пат заедно на протест беа видени на протестите за Радика. После тоа ги видовме на многу други. Колку ве сплоти некако дебарот секогаш имал и соживот и разбирање меѓу луѓето, меѓутоа колку маката ве сплоти во таа приказна? Една од причините што беше сплотувањето за знамето е и Радика, бидејќи Радика не познава граници. Со векови наназад во тие населени места до течението на реката Радика живеале рамо до рамо македонци, албанци, турци, православни, муслимани, роми, бошњаци од секоја етничка групација и можам да се пофалам и сум горд на тоа што досега не сме имале никакви меѓуетнички проблеми меѓу самото население на Дебар и Реканскиот крај. Ние никогаш сме немале проблеми со Дебарчани, стално сме соработувале, а Радика ни е заедничка. Не можеме да ја делиме. Така. Кои се плановите понатаму? Значи сега се чека најновата студија, што потоа? Што можеме да очекуваме доколку студијата е реална? Доколку студијата е реална, веројатно таму нема да се гради хидроцентрала. Како и да е студијата, јас верувам дека ќе биде реална, нели тоа е работа. Затоа што имаме ние 100 подписи од врвни експерти. Тие подписи беа во однос на студијата која што беше направена за хидроцентралата Бошков мост, пошто таму процедурата е малку понапред. Во однос на Луково поле се уште чекаме студија за оцена на влијание на животна средина, која што е во финална фаза, веќе подолго време, меѓутоа уште не е финализиран или официјално финална. Така што штом ќе имаме студијата, ќе видиме каков ќе биде исходот на студијата, па следствено на тоа и ќе реагираме. Имајќи во предвид дека преведено во некои други сфери, правени се студии за споменици на култура кои што велеле едно, државата правела друго. Што доколку студијата каже не, а државата каже да, државата го има тоа право, што ќе се случува после? Ова и Гоце го има размислувано и вие, Даниела, го имате. Што ќе се случи тогаш? Не мислам што ќе се случи, они ќе направат брана, можеби Реканци и Дебарани ќе легнат пред брана, можеби ќе има повуци потегни, можеби ќе се успее во најлошо сценарио, да, ќе се направи некаква брана, ќе ги трнат тие што ќе лежат пред багери со милиција, ама кон што, освен кон изумирање на видови и така натаму, може да не одведе тоа во меѓународни рамки, пошто сте експерт за таа област. Ова е малку повеќе законско прашање од законски, кој што треба да се одговори од законски аспект, така што тука не можам баш да
да одговорам повеќе можеби стручност на мојата колешка која што е еколошки правник. Да. Меѓутоа по правило би требало затоа и се спроведува студија за оцена на влијание на животна средина за да може инвеститорите сега во овој случај тоа е државата, меѓутоа инвеститорот генерално да ги следи насоките дадени од таа студија, така што доколку препораките на студијата се негативни, вели дека таму не може да се имплементира. Така, Александра, вашата колешка во еден разговор рече дека тогаш може да се одземе статусот на национален парк. Сега, статусот на национален парк го носи собранието. Меѓутоа се верифицира надвор. Вака. Може ли тоа да ни се случи долгорочно во едно лошо сценарио? Вака, националните паркови ги донесува, ги изгласува, зависно до категорија и собрание или влада на највисоко ниво, така што статусот национален парк на Маврово му го има донесено владата и може да го одземе само владата. Меѓутоа, она што е полошо може да дојде до губење на имиџот на национален парк на Маврово, што е многу полошо отколку да тогаш имаме национален парк на вие ако хартија. сакате сега можете од утре да кажете дека и Скопје национален парк, ама Така, го имаме на хартија, го немаме во реален простор. Гоце? Малце порадикален од мојата колешка, значи со жив штит ќе штитиме реката Радика. Значи нема да попуштиме ни педа. Знаеме денеска во какви времиња живееме, знаеме дека ова влада може да направи се и се што, меѓутоа ние сме убедени и на секој дебарчанец и на секој реканец сме јасно што значи Радика за него и сме спремни на сите најрадикални чекори на граѓанска непослушност и со жив штит да се штити реката Радика и да се стопира овој контроверзен проект. Значи ова е преседан никаде без прашање на жителите, без ни референдум, ни изјаснување никакво на жителите, без нивно прашање да се гради во нивна територија и да се прави некои работи што ќе му текна на некого. Така, постои една теза дека тоа езеро ќе биде еден од поголемите резервари на чиста, апсолутно чиста вода за пиење, на голема надморска висина која што може да се пренесе на голема далечина, затоа што ќе биде на 1500 метри надморска висина, преку било каков цевковод може да стигне до секаде и дека тоа за 20% тоа езеро и таа акумулација може да ја подигне цената на продажба на елем. Има ли врска, има ли вистина во сето тоа дека е тоа цела една приказна да се дигне цената на елем или да се продава елем, поготоа тука влегува и приказната за катарците, кои што во принцип знаеме дека беа заинтересирани и за црногорските и за македонските хидропотенцијали, но верувам многу повеќе заради водата отколку заради струјата. Затоа што и Македонија и Црна Гора, Босна, овој регион на Балканот има такви езера кои што се со чиста вода за пиење, а се користи за хидроенергија и се на голема надморска висина, може да се транспортираат во цевководи, во водоводи многу далеко. Како го гледате тој аспект? Значи, имаме некои сознанија, се уште непроверени, меѓутоа има и доста вистина во нив, дека пред неколку години, мислам дали беа 2 години кога дојдоа катарците тука кога беа заинтересирани за елем, за купување на елем, као еден услов било и да им се обезбеди кога ќе го купат елем и чиста вода за пиење, со тоа што понатака тие ќе си ја пренесуваат во Катар, дали со цевков, дали флаширана вода, бидејќи знаеме колку е скапа водата во Катар. Еден литар вода е 3 пати поскап него литар нафта таму, а таму денеска сите светски судири конфликти се за вода. Има и во тоа вистина, не знаеме ништо се уште што како, меѓутоа имаме сознание дека како услов за купување на елем од страна на катарците е создавањето на луково поле, каде што понатака тие ќе можат да си црпат чиста вода за пиење и да си ја пренесуваат во Катар, и со тоа се прават и профити. Адем, уште малку да поразговараме за реканскиот регион. Горна река се исели кога се правеше Мавровската акумулација. Долна река се уште има 5-6 луѓе, тоа се Жировница, Ростоше, Велебрдо, Скудриње, тие села. Што може да се случи ако се оди на таа паралела?
Кога се правеше едното езеро отиде горна река, сега ако се прави друго, Како што кажа Гоце, ние ќе браниме Радика до крај колку што можеме. А ако не попушти владата, тоа следи трето исилување, значи река ќе остане пуста, реканскиот така, регион. би прифатиле ли, некаде прочитав дека да пред некој време во Сршта, некоја изјава на некои официјални ликови од Елем, дека можеби треба да се размисли водата да не се зима во друг слив, туку да се остави тука. Би прифатиле ли? Еве, и еколозите најверојатно не. Меѓутоа да се направи таа брана ако не се зима водата. Да си оди повторно таму во Радика. Тоа е поблага. Као што е случајот со Бошков мост, например, кој што една иста вода искористува и ја враќа на исто место. Тоа е поблагата варијанта, доколку се направи таа брана, а истата вода да се врати во течението на Радик. Ама моментално, како што е планот со Луково поле, целата вода треба да се пренасочи кон Мавровско езеро. Колкави се тие количини на вода, Гоце? Имате ли? Тоа се споминјаат некакви 7 кубика, 8 кубика вода во секунда. Никој не знае колку. Градоначалникот наш ни изјави дека една чаша вода нема да фали. Директорот на Елем немаше поима кај се наоѓа кога дојде. А од официјални избори дознавме дека околу 7 кубика. Околу 7 кубика 7 метри кубни вода Да. во секунда. Да. Инаку за оние од вас тука присутни, расче капацитетот е околу 3 кубика вода во секунда. И го снабдува град со скоро милион жители, се снабдува од Раче со 3 кубни метри во секунда, а капацитетите на тој дел на Радика се 7. Значи нешто повеќе од дупло и тука го се станува некако појасна целата таа Од приказна. сегашново течение тоа би било околу 50% помалку. Така. Пошто сме веќе и при крај и на истек на времето. Едно прашање до сите. Битката е за струја или за вода? За вода. Која струја? Нема врска со струја. Колку струја таа централа може да произведе, а колку вода може да даде? Значи целата ова работа чисто се сомневам дека е за струја, бидејќи со таа централа може се две населби градски или едно обично село може да се снабди со електрична енергија, а со толкави големи зафати и работата е многу сомнителна. Дали се работи за струја или за вода? Ќе покажи понатака времето и днината, меѓутоа јас лично се сомневам дека е за струја, бидејќи толкави два зафати да се направат за да се снабди едно село во Македонија со струја, не знам. Даниела, ваш став, пошто најдобро знаете оваа проблематика, покрај сета штета која што може да се направи на живиот свет, може ли некој да не казни да не натепа? Има ли таква некоја инстанца? Има казни, нема да не натепаат, ама има казни. Казнет ли е некој? Стварно, има ли светски примери, постојат ли? Видете вака, што може да не чека ако претераме? Македонија како земја која што има аспирации за влез во Европска унија, досега има меѓу другите нејзини обврски има потпишано и голем број на конвенции, директиви и така натаму, со кои што всушност Македонија се обврзува во однос на некои работи. Тука се Бернската конвенција, Бонската конвенција, тука ви е конвенцијата за биолошка разновидност и така натаму. Сите тие конвенции си имаат своји препораки кои што Македонија треба да ги следи. Имплементацијата на вакви проекти во национални паркови така не е баш според она што треба да го следи Македонија во однос на тие конвенции, па доколку не ги следи препораките од тие конвенции, да, Македонија може да биде прекорена. Што може да биде? Прекорено. Прекорено, така. Ние сме прекорени за многу работи. Да. Гоце, за крај само едно прашање. Сменивме територија со Косово за да направиме езеро. Република Македонија и Република Косово имаат направено договор пред мислам дека 2012 беше, значи Република Македонија има дадено дел кај во близина на местноста Кодра Фура за да земе дел кај што би се протегала акумулацијата Луково поле, меѓутоа под најновите сознанија и акумулацијата кај што е Луково поле сепак ќе фаќа и во косовска територија. Пак.
Значи не е направен Има ли превид. тогаш Косово право да бара дел од струја, вода, не знам. Не да знам пушти како едно ќе биде, стрело? меѓутоа според Компризен. новите мерења, каде што се планира да биде акумулацијата Луково поле, дел од акумулацијата пак ќе фаќа во косовска страна. Така. Ви благодарам. Дали има уште нешто да сакате да додадете? Или Јас само завршен збор, па да видиме дали има од публиката некој. Една секунда сакам да објаснам колку за информација. Значи Дебарското езеро е во вид на триаголник. Од едниот крак се полни со реката Црни Дрим, од другиот крак од северно се полни од реката Радика. Значи кај што во езерото кај што доминира водата Радика, водата е добра и за туризам и за капење, има и капачи преку летните периоди и се користи како и за риболов. Тука е радичката пастрмка која што е надалеку позната и се друго. Водата кај што е доминантна Црни Дрим, каде што е вода каде што поминува колекторот од Охрид и од Струга, е вода од трета, негде и од четврта категорија, што значи дека и мртва вода, мочуриште, алги, жаби, и тоа е, мислам, еден вид на атмосферско мочуриште каде што таа вода е неисправна и е еден потенцијално жариште за разни болести. Доколку се намали количината на Радика, ако се пренасочи кон Маврово, доминантна ќе стане целата вода од реката Црни Дрим, и така во иднина Дебарското езеро ќе се претвори за едно атмосферско мочуриште и потенцијална зараза како за градот, така и за регионот. Така практично ќе се смени категоријата на загаденост. Да, Сега е Радика филтерот, уствари кој што носи свежа вода. Да. Поготово пролет големи количини свежа вода. Артеријата на езерото, како да кажа. Артеријата на езерото. И благодарам на моите соговорници. Ако имате некои прашања или коментари, повелете. Централата Бошков, нема да се слушаме долу. Не, ништо не слушам. Дали? Изградбата на хидроцентралата Бошков мост дали подразбира да се исуши коритото на реката Радик? Вака, значи хидроцентралата Бошко мост нема допирни точки со Радика, меѓутоа хидроцентралата Луково поле, каде што изворот на Радика и корабските води кои ќе се пренасочат од акумулацијата Луково поле за Мавровско езеро, клисурат Радика и целата клисура на Радика која што е во должина од 30 и нешто километри ќе пресочи, или ќе биде во летниот период може да пресочи, а во период март, април може да течи малце вода која што не е доволна за опстанок на фауната. Вака само да надополнам. Хидроцентралата Бошков мост сушно се прави на реката Мала река, која што е притока на Радика, и вклучува за нејзино исполнување ќе се зафатат неколку притоки на Мала река, едно 5-6 притоки. Со тоа што хидроцентралата Бошков мост има различен принцип на работа од хидроцентралата Луково поле, таа е наменета да биде, Бошков мост ќе биде намената за производство на вршна електрична енергија. Вршна електрична енергија подразбира дека водата ќе се акумулира во најголемиот дел од денот и потоа нагло ќе биде испуштена во вид на поплав. Ама во самата река. Да, во самата река Радика. Не менева сливно подрачно. Бошков мост ќе има многу поголеми негативни влијанија во однос на биолошкиот свет. Ви благодарам, доволно беше објаснувањето. Со мислење сум, предлог мислење да од оваа дебата произлезе и конкретно барање до сите оние, како што веќе пред малку кажавте. Дадени се два, предложено е Охридското езеро, Охрид, и клисурата на реката Радика да бидат ставени под заштита на УНЕСКО. Предлог барање да се достави уште еднаш барање да и реката Радика биде ставена под заштита на УНЕСКО. Мислам дека е решение кое затвора ова прашање. Ова е одличен предлог за аплауз. Ви благодарам. Може да Добро вечер.
Работи се. Јас сум емотивно врзана за тој крај, меѓутоа, убаво се што го објаснивте за овој еден мал број на луѓе што гледам, меѓутоа, додека овие позади не се тргнат џабе и да лежеа луѓето, па ноќе ги секоа дрвите. Дали ќе направат преку ноќ брана, не знам, ама ако овие не се тргнат, се е џабе. Предлогот е прекрасен, да собираме потписи, еве да го дадеме и тоа, меѓутоа, додека се овие, ништо не верувам. Значи, собрани се преку 100.000 потписи за кои што се против изградбата на акумулацијата Луково поле. Ние нашата битка ќе продолжиме без разлика и кој да е и после и како да е, ние на сите ќе им ставиме до знање дека подалеку раците од Радика. Да. Тие 100.000 потписи ги верифицираше Советот на Европа. Затоа што за среќа беа инициирани од наш човек печалбар во Италија, роден во Италија, кој што е граѓанин на Европска унија. Тоа е онлайн петиција, можда некој од вас ја потпишале на интернет, меѓутоа е верифицирана и признаена од страна на Европската унија, не е признаена од страна на владата на Република Македонија. Само за ваша информација. Што признале бе? Не знам. Дали имаме уште некој коментари и прашања? Ако немаме, јас ви благодарам за учеството, се надевам дека на оние кои што не ви беше познат овој проблем, ви овозможивме да се запознаете со уште еден од низа од широката палета на еколошките проблеми на Македонија, кои што еднашка ќе мора да бидат трајно решени за, ако сакаме, демократска држава и држава на благосостојба. Ви благодарам и ќе продолжиме уште малку, ќе продолжи музичката програма за некои 15 минути. Ви благодарам и во името на гостите.